Добро утро, драги мои, добро дојдовте во уште едно издание на Квадрат. Убаво време и денеска не очекува и се надевам дека ќе разбудиме некоја инспирација во вас да промените нешто во својот дом и да направите нешто за да биде поудобно место за престој во него. Почнуваме токму сега, а што ќе гледаме во овој квадрат ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат ви помагаме да ја внесете пролетта во вашиот дом, како да го освежите домот и совети за уредување на вашиот дом. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Пролетта секако инспирира и мотивира на убави нешта. Ние се наоѓаме на чекор до годишното време пролет и официјално да започне, па ако почне во природата, зашто да не и во нашиот дом? Како да внесете пролетта во вашиот дом, ви откриваме ние во продолжение. Внесете го здивот на најубавата сезона во вашиот стан или куќа. Трендот кој е присутен последните неколку години, а во кој доминира желбата да се искористат ситниците или парче мебел за да се внесе свежината на секоја нова сезона во домот, е многу популарен. Сега кога доаѓа пролетта и секое дрво надворе во расцут, креативноста се буди. Желбата пролетната декорација да биде во секој агол од просторот за живење е доминантна кај сите љубители на внатрешната декорација. Се чини дека е вистински момент просторот да заживее на секој од нас да блесне со нови бои и да добие нов изглед, во кој ќе уживаме во текот на целата пролет. А пролетта е идеална сезона во која можеме да најдеме инспирација за украсување на нашиот дом во светол и колоритен стил. Затоа ако се прашувате како да го внесете здивот на најубавата сезона во вашиот дом, во продолжение ќе споделиме неколку идеални идеи со вас. Изберете едно парче мебел за дневната соба во пригушена нијанса. Кога размислуваме за пригушени бои, обично ни паѓа на ум сивата, беж или белата боја. Да, тие се сепак одличен избор за поголеми ѕидови, например. Но кога станува збор за пролетната палета на бои, можете да направите мал чекор напред и да изберете нешто поинакво. Така ќе го добиете токму она што го сугерира овогодинешниот тренд во изборот на пролетни палети. Замислете бескрајни полиња со диви цвеќиња или нежни ливчиња од свежо расцутена цреша. Нека бидат ваша инспирација за избор на пролетна палета. А најдобриот начин да ја внесете пролетта во вашата дневна соба е да изберете едно парче мебел што ќе доминира во просторот. Со оваа нежно-розова софа, вашата дневна соба ќе изгледа како што туку да е посипана со илјадници ливчиња од првите пролетни цветови. А понатомошното уредување на дневната соба зависи само од вашата креативност. Додадете цветни перничиња на софата или закачете отпечатоци или слики со пролетни мотиви на ѕидовите. Отстраните ги густите и тешки завеси од прозорецот и наместо тоа изберете воздушеста бела или нежно-розова. Колку повеќе светлина пуштате во просторот, толку повоздушесто ќе изгледа и ќе има вистински пролетен изглед. Збогатете ја трпезариската маса со свежо цвеќе. За пролетно поставување на трпеза, цвеќињата се неопходен детал кој ќе го внесе мирисот на оваа сезона во вашиот дом. Со цел сите членови на семејството да уживаат во овие мириси за време на оброкот, најдобро е да имате букет свежо цвеќе на централно место. Центарот на трпезариската маса е почесно место за цвеќињата, кои на тој начин ја признаваме и славиме нивната убавина. Што се однесува до пролетните совети за уредување на трпезаријата, овој пат ќе се задржиме на предлозите за разубавување на самата трпеза. Најпрво треба да се внимава на изборот на вазна во која ќе се стават цвеќињата. Прегрнете ги нијансите инспирирани од природата. За да го декорирате просторот во кој живеете, многу е важно да се разбере природата и начинот на кој боите се вклопуваат заедно. Ова значи дека ако две бои добро се вклопуваат во природата, тие ќе бидат и во вашиот интериер. А кои се боите кои први ги забележуваме со доаѓањето на пролета? Веќе ја споменавме розовата и белата боја, кои ги гледаме од почетокот на март. Потоа тука е неизбежно зелена, кога се околу нас станува зелено. Зелената боја во внатрешноста речиси секогаш оди добро со жолтата. Тоа треба да биде жолта нијанса на нарцис. Покрај жолтата, виолетовата оди добро со зелена боја. На тоа треба да се додаде и малку светло-сива и бела боја, кои не потсетуваат на облаци, доста присутни на небото во текот на пролета. Ова е одличен почеток на создавање на пролетна палета во вашиот дом, инспирирана токму од природата. Се што доаѓа директно од природата е одличен избор за вашиот дом во пролет. Затоа изберете дрво, ратан,
варовник и така натаму. Материјали кои носат мир во вашиот животен простор поради нивниот квалитет и потеклото од природата. Последните години доминантен е трендот на украсување на интериерот со природни материјали, и тоа со причина, бидејќи тоа се најдобрите и најквалитетните материјали. Ако сакате да постигнете ефект на удобност и да направите вашите гости да се чувствуваат удобно кога ќе ве посетат, тогаш изберете природни материјали. Не мора да правите големи промени во вашиот дом за да го постигнете тоа. Доволно е неколку клучни парчиња да се направени од високо квалитетно дрво. Неговата неутрална боја ќе биде одлична основа за понатамошни комбинации на бои во пролетно реновирање на вашиот дом. И сите оние бои кои завладуваат во природата во пролетито како се добра инспирација и може да ве мотивираат да направите некоја промена во вашиот дом. Кога сакате да експериментирате со боите во домот, земете инспирација од природата. Ќе ви помогнеме во тоа. Многу дизајнери и нивните етаблирани студија објавуваат списоци за тоа што ќе биде модерно, барано и ќе ја одбележи предстојната сезона. Било да се тоа парчиња облека, материјали или бои, трендови на мебел, декорација или иновативни начини на декорирање и градење на внатрешноста на нашите домови, или пак деловните простории. За оваа тема ние се консултиравме со нашите стручни соработници од Home Concept. Еве што ни откриваат оттаму. Суштински бои кои најверојатно ќе преовладуваат во наредните години се следните: крем путер, кварц зелена, теч сино, темен даб, шарлот розова и далија портокал. Следната сезона ќе започне со бои инспирирани главно од природата и нашата непосредна околина. Путер крем неутралната боја која не враќа во традиционалните интериери, елегантни и софистицирани. Удобна е, богата и се предлага како основен тон на собата во комбинација со детали на мебел од истите нијанси. Може да се употребува во кујната како и во собите за дневен престој и спалните соби. Одлично оди со природно кафено дрво во различни нијанси, па затоа се препорачува да го имате во парчиња мебел како комоди или полици. Она што не го заборава новата сезона е металниот финиш и играта со злато, како неизбежен детал со неутрална путер боја. Без разлика дали ќе го ставите како последен бисерен сјај на стол или фотелја, или како златен лустер или светилка. Не штедете на металниот сјај оваа сезона. Нијансата на зелено е дискутабилна секоја сезона, а ретко кога се изоставува, но секогаш е вклучена во прогнозата барем во една своја нијанса. За оваа сезона некои ја најавуваат како жад зелена, некои како тиркизна, а таа што ја предлагаме бидејќи сме воодушевени од неа е кварц зелената. Како и во претходните сезони, зелената ќе доаѓа во најразлични комбинации, а не реткости во целост на интериерите. Деталите од злато и месинг со природно кафен мебел е секогаш добар избор, бидејќи во спротивно ќе имаме монохроматска палета која тешко се прифаќа, освен доколку не доаѓа од некој sci-fi филм од ниднината. Потребата да се внесе природата во домот е неизбежна, но мора да се направи рамнотежа, за да немаме чувство дека сме во дворот. Многу е важно да се напомене дека со светлите и впечатливи бои треба внимателно да се игра, а ви предлагаме елегантни кварц зелени детали во парчињата мебел, драпери или декоративни предмети. Храбро и провокативно, оваа сезона ни доаѓа теч сината боја. Сината нијанса повторно е една од основните палети за изработка на мебел и декорации, па не ни остава слобода да ја избегнеме. Следната сезона најавува силни, но сепак пригушени нијанси на индиго сина со варијации на неонско и надреално светло, акцентно сино, како детали на просторот. Во сината, како и со зелената, совладувањето не е дозволено, па се избираат паметни детали за да се направи модерен дом, питом и привлечен. Во комбинација со материјали како кожа и дрво, металик фитинзи на осветлување, следната сезона добиваме соодветно опремени простори во најмодерни бои. Во последните години дрвото како материјал се враќа во нашите интериери во одличен стил. Конечно, понизата вештачки материјали и пластики, кои преовладуваат со децении.
Природното дрво со различни нијанси се користи за изработка на речиси се, од мебел до зидни облоги. Секоја сезона има своји омилени, па затоа е најавена нијанса на темен даб за следната сезона. Оваа нијанса го постигнува луксузот и софистицираноста на просторот во кој е донесена. Неговата речиси црна боја со текстура на дрво ги прави вашите парчиња мебел безвременски и лесно се вклопуваат во секој амбиент. Без разлика дали го употребувате како подни облоги, комоди или декоративни предмети, нема да погрешите, доколку ги внесете во вашиот дом за следната сезона. Добро се комбинираат со креми, пригушени ѕидови и метални детали во форма на осветлување или фитинзи за мебел. Темниот даб толерира метал како и други видови материјали, како кожа или како камен. Како да дизајнирате простор кој е пријатен и топол со ладни нијанси во темно, дабово и црно, можете да видите во некои од нашите примери. Нијансата на розова боја внимателно се најавува за следната сезона, бидејќи тоа како може да ги загрози ентериерите и лесно да ги претвори во сладкарници со пастелни и нежни нијанси. Поради овие причини оваа сезона ја најавува Шарлот розовата боја. Жива, а сепак нездодевна, која ќе се појави само во детали и комбинации со златна или месинг. Важно е да се напомене дека адекватната нијанса на розова боја во просторот остава впечаток на смела и луксузна нота на сопственикот и дизајнерот, и поради овие причини се препорачува. Розовите нијанси доаѓаат во одделни материјали како што се плиш или велур, кои му даваат нота на мекост или со цветни украсни предмети, кои покажуваат неговата природна инспирација. Доколку сте личност подготвена за експериментирање, погледнете колку фантастично изгледа темно-розовата боја во собата и обидете се да ја примените во вашиот дом. Портокалот е поврзан со радост, светлина и ентузијазам. Како таков со задоволство се гледа во цветните аранжмани, градините и декорациите. Оваа сезона ни носи прекрасна далија нијанса, богата и полна боја, која може да се внесе во просторот во речиси секој облик. Без разлика дали го користите за ѕидови, парчиња мебел или детали, тој ќе го претвори ентериерот во топол и удобен простор во кој со задоволство ќе престојувате. Совршено се комбинира со металик, завршетоци и месинг, кои следната сезона се најавуваат како неизбежна композиција на секој простор. Се надеваме дека успеавме да го привлечеме вашето внимание и да ви дадеме барем краток увид во предстојната сезона. Ова треба навреме да го имате на ум и да се подготвите да ја изберете бојата според вашите чувства. Кога ќе се препознаете себе си и вашите афинитети, ќе можете секоја иновација и секој тренд да ја прилагодите кон себе и во него да го најдете токму она што вам ви одговара. И сигурно многумина од вас нетрпеливо чекаат пролетта за да почнат да го освежуваат и реновираат и обновуваат својот дом. И веројатно почнавте со планирањето и ги опфативте во вашите планови оние крупни приправки и крупни работи кои треба да ги промените. Но можеби не обрнавте внимание на некои ситници кои тоа како влијаат на впечатокот за вашиот дом. Ќе ви помогнеме да го направите и тоа во прилогот кој следува токму сега. Дали знаевте дека голем број луѓе кои купуваат нов стан или куќа, откако ќе инвестираат во целиот интериер, велат дека некои работи би ги направиле малку поинаку. Ништо чудно, бидејќи не секогаш сме во можност да одвоиме пари за архитект за внатрешни работи, кој би испланирал се. Но секогаш е подобро да се инвестира во мебел или некое реновирање, а при тоа често се судираат вкусовите на неколку членови на семејството, па се бара и средина во изборот. Друга грешка е што секоја соба не се мери доволно пати, како и секој парче мебел, па често се случува сентиметар повеќе да направи хаос. Кога нема услови да ангажирате стручна помош, тогаш обидете се да бидете таа помош за себе, гледајќи различни примери, слушајќи ги тугите искуства преку истражување и комбинирајќи го сето тоа во една целина, што ќе направи вашиот дом да блесне во најдоброто можно светло. Ќе наидете на многу совети, а овие што ние ви ги даваме денес, можеби многу ќе помогнат, бидејќи често се запоставуваат, а се многу важни. Како да одберете внатрешна врата? Ако влезете во стан или куќа која не е целосно завршена,
Не пропуштајте го изборот на одредени работи на случајноста или на мајсторите. Погрижете се да го изберете најдоброто за вас. Доста често се случува собствениците да ги остават на трешните врати да ги одбере мајсторот или фирмата кои ги монтираат и да се водат исклучително од нивната цена. И тогаш, по монтажата гледате грешка, што е скапо да се поправи. Натрешните врати треба да бидат во хармонија со подовите и лаесните. Поради оваа причина, изберете внатрешни врати кои се во исти или слични нијанси како подовите, што изгледа многу поубаво и дава многу простор во понатамошното внатрешно уредување, бидејќи нема почетен контраст на бои кои комплицира. А можете да изберете и врати во боја кои се во контраст со подот, но овие контрасти се совпаѓаат и усогласуваат. Потоа тој избор внимателно изберете ги деталите на внатрешната врата, а тоа се шарките, бравата и рачката. Најчесто се сребрени или златни, но можат да бидат и кафени, месинг, бакарни, па треба да се вклопат со деталите на остатокот од мебелот, за да се формира една комплетна целина. Дали кружните или овални килими се добар избор? Краткиот одговор е секако дека се. Кружните и овалните теписи ретко се бираат и сите најчесто ги одбираат правоаголните теписи, кои да бидеме реални се малку здодевни. Од друга страна, тркалезните и овалните се многу полесно за поставување и центрирање, без разлика дали се под масичката, во трпезаријата, спалната или кујната. Два важни факта, можеби навистина ќе ви се допаднат, а тоа се дека тркалезните и овалните теписи во помодерните изданија немаат реси, плюс немаат агли што се виткаат и добиваат така наречени уши, што може да биде многу здодевно. Кога влегувате во нов простор, често се брза за да се уверите дека секој детал е целосно искористен, наместен, а потоа кога станува збор за купување лулки за бебиња, има влечење на војна околу преуредување на собата. Паметно оставете соба или ќоше празно, за да не е проблем бебешката лулка при носењето, туку начин конечно да се докомплетира собата или дел од неа. И не само бебешка лулка, тука и креветче, пресоблекувална и се што му треба на детето. Доколку веќе немате дополнителна соба, оставете еден дел од вашата соба ненаместен и почекајте го моментот кога ќе биде потребно да го уредите и на тој начин да го разубавите не само интериерот, туку и целиот живот. Дали некогаш сте се запрашале како една боја може да оживее цел кат од домот? Портокаловата дневна соба е тајниот рецепт за смело освежување и динамика. Со оглед на неговата живост, ефектот на портокалот има амбиент кој ќе се почувствува во сите простории, без разлика дали се работи за ходникот, кујната или трпезаријата. Портокаловата е боја што го привлекува вашето внимание. Тоа е храбар избор што може да ги направи нервозни и најхрабрите дизајнери. Портокаловиот декор во дневната соба може да постои без ниту една капка портокал над зидовите, фокусирајќи ја бојата на мебелот, акцентните парчиња, па дури и осветлувањето. Исто како и секоја соба, во дневната соба портокаловата има свој партнери со кои одлично се вклопува. Спарете тонови на портокалова и сива боја или играјте со различни нијанси на портокалова. Теракота, сиена и темно портокалова се сите варијации на портокаловите тонови кои водат до соба со изгорена портокалова. Одличен е за сите оние кои ја сакаат позитивноста на портокалот, но сакаат нешто полуксузно, земјено и приземно. Важно е да се постават различни видови на запален портокал, за да се даде длабочина на дизајнот. Ако сакате да користите портокалова со неутрална боја која не е бела ниту крем, тогаш може да биде сива. Бледо сива, средно сива, па дури најтемните нијанси на сива може добро да се комбинираат со портокаловата, но студените тонови даваат најдобар контраст на неговата жива природа. Може да одите 50-50, односно внесете иста количина од двете бои. Од друга страна на вагата е една од понежните нијанси – праска. Се уште е разиграно, добредојдено, но многу помирно и смирувачко. Праска е боја која дури и кога е над зидовите, нема да го направи просторот премногу драматичен. Во зависност од специфичната нијанса и стил на собата, може да ве врати во времето или да предизвика медитерански стил, особено кога е во комбинација со боја на слонова коска и крем. Портокалот не е само топол, бидејќи коралите се поекзотични, разиграни и помалку гламурозни. Коралот подсетува на зајди сонце, тропски корални гребени и се што е поврзано со летото. Инеристичкиот оптимизам го дели со портокаловата, но е посензуална,
па затоа е подобро да се воведе преку елементи како софи, подпирачи за нозе, перници, завеси. Портокалови завеси, теписи, украси, перници. Создадете палета која е далеко од бојата на ѕидовите. Додатоци може да даваат два резултати. Или ќе внесат боја во собата додека остатокот се уште е студен, или само ќе ја потврдат шемата на бои во просторијата. Дури и најмалите детали може да имаат големо внимание. Со овој последен прилог за денес се одјавуваме и ви благодариме што бевте денес дел од овој квадрат. Се надевам дека успеавте да добиете некој совет за уредување на вашиот дом и искрено се надевам дека уживавте во секоја минута помината во нашето дружење. Се гледаме повторно наредната недела, до тогаш останете во добро расположение.